Пред ординацијата на матичната лекарка од Охрид Виолета Мицкоска деновиве се чека во редици за преглед. Најголем дел од пациентите се со симптоми на сезонски грип. Погодени се сите, на најмногу децата и пациентите кои се во поодминати години. Неделно на државно ниво се пријавуваат и повеќе од 1000 пациенти. Според Институтот за јавно здравје, во текот на третата недела од 2025 се пријавиле за 34,1% повеќе граѓани во споредба со претходната недела. Колку време си со грип со Една недела, ова втора недела. и какви симптоми имаш? Затнатост, грло, малаксеност. Дали ова се слични симптоми кои што ги имаше можеби за време на ковид пандемијата? Па не, Многу поразлична? да. Но дали дел од пациентите се со симптоми на COVID-19? Лекарите не можат точно да утврдат, бидејќи велат симптомите по кои е карактеристичен грипот се слични или исти сега со оние на COVID вирусот. Некои се многу слични, со главоболки, болки во грлото, затнат нос, кашлици упорни и долготрајни, болки по телото, малаксалост, немање на апетит. Значи, всушност и секој вирус, да речам, ги има тие симптоми. Не е она ковид што беше некогаш. Имат и не ковид болни кои што докажани со тест дека се негативни, а со потешка клиничка слика. Мицкоска додава дека има и такви пациенти кои доаѓаат со потешки компликации. Имам исто доста надолните респираторни патишта компликации во смисла на бронхити и пнеумонија. Обично кај деца кои што се помали, до кај 3 години, каде што не им е уште имуниот систем зрел, и кај повозрасни кои што има други коморбидитети. А не е исклучено и кај здрави особи. Мислам, навистина е многу широколика слика. Иако COVID-19 е се уште присутен, тој не прави проблеми од размери какви што беа за време на COVID пандемијата, барем тоа го покажуваат официјалните бројки на Институтот за јавно здравје. Од почетокот на 2025 година регистрирани се само 13 заболени лица, додека во декември 2024 се бележи намалување за 50% во споредба со месец декември. Досега се земени 707 материјали за тестирање со цел утврдување на присуство на COVID-19, но епидемиолозите сметаат дека малиот број на COVID пациенти се должи на малиот интерес кај граѓаните за тестирање. И оние кои што се болни, тие се со многу лесна клиничка слика, дел од нив не се тестираат или сами дома се тестираат, не се пријавуваат кај матичниот лекар и немаме точна евиденција. Мали интересот многу смета дека имаат имунитет, затоа што дел од нив прележале, дел примиле вакцина, дали тоа е како вакцина или како бустер доза, и затоа и смета дека и да заболат ќе поминат со полесна клиничка слика. Струлакова очекува во наредниот период да има зголемен број на пациенти со COVID инфекции. Пошто покрај другите респираторни инфекции кои што циркулираат, се очекуваат и зголемување на бројот на пациентите со COVID инфекцијата. Минатата ланатската година имавме овој период, значи после почетокот на полугодието и завршувањето на празнициве, заради тие блиски контакти имавме изголемен број на заболени со COVID инфекцијата. Од Институтот за јавно здравје вела дека ниската стапка на трансмисија на SARS-CoV-2, намаленото известување и малиот број на примероци за тестирање имаат влијание врз способноста за прецизно да се процени епидемиолошката ситуација. Лицата на возраст од 60 години се со најголем ризик од тешка болест, велат оттаму. Продолжува препораката за вакцинација на лица со висок ризик од тешки форми на болест и лош исход, како што се повозрасните лица. Инаку одамна Светската здравствена организација објави дека 5 години после појавата на COVID пандемијата, стапката на смртност од овој вирус се опаѓа, а во јуни 2021 година на 4 хоспитализирани пациенти имало еден починат, тој број е сега 1 на 25. Според ЦЗО, намалениот процент на тестирање се одразува негативно врз следењето на ширењето и евентуалните промени на вирусот. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.